Представниците на Стопанската комора на Македонија денеска беа домаќини на тимот на ВМРО-ДПМН предводен од председателот Христијан Мицкоски. На средбата се разговарало за најзначајните точки од програмата на Стопанската комора, особено во делот на поддршката на извозните активности и индустријата. Од комората била побарана поддршка и приклучок од страна на ВМРО-ДПМН за, како што рече првиот човек на комората Бранко Азески, интенцијата Македонија како мала земја да ги отвори своите извозни потенцијали надвор од границите и да се врати кон индустријата. Ние не се воздржуваме да и на председателот на ВМРО и на премиерот и председател на Социјалдемократскиот сојуз ги замолиме прашањата што се од економски интерес за државата бидат на некој начин приоритетно поставени без оглед на политичките прилики и политичките борби кои што секојдневно се водат, затоа што тука мислам дека постои консензус. Постои консензус во државата најмалку за две прашања во моментов. Тоа е позицијата на монетарната власт и позицијата на поддршка на извозот и на зголемување на индустриските капацитети, што значи практично основа за зголемување на бруто домашниот производ. Лидерот на ВМРО-ДПМН рече дека партијата ќе настојува на почест диалог заедно со бизнис заедницата, бидејќи, како што рече Мицкоски, таа е есенција во постоењето на Република Македонија. Основна цел на ВМРО-ДПМН како политичка партија е да ги заштити интересите на граѓаните, а заштитувајќи ги интересите на бизнис заедницата, на работодавачите, ние ги заштитуваме практично и интересите на Република Македонија, интересите на граѓаните. Мицкоски упати и критики до власта, констатирајќи дека изминатата година и пол не е исполнето ништо од планот за живот на ЗАЕФ и СДСМ. Се зголемија даноците и акцизите на нафтата и нафтените деривати, а неколкукратно е зголемено и уселувањето на граѓаните.